Од утрината и официјално започна реконструкцијата на пешачките патеки во паркот Жена Борец, а според најавите од градот Скопје предвидено е да се постави и ново осветлување, зеленило и нова урбана опрема. Тоа што синоќа се поставија огради околу паркот во градскиот трговски центар предизвика бројни реакции кај граѓаните по социјалните мрежи. Шпекулациите дека тоа се прави со цел да почне поставувањето на барокна фасада на ГТЦ денеска ги демантираа од град Скопје. Од град Скопје соопштуваат дека оградите се поставени поради обезбедување на просторот за вршење на градежни работи за реконструкција на паркот Жена Борец. Но се уште збунети и недоволно информирани за тоа што се прави, граѓаните што ги сретнавме во паркот револтирано реагираат на идејата ГТЦ да се облече во барок или да се трошат пари на градежни работи кои не се приоритет. Ова е стар спомен од земјотресот. Треба да си остане по старо, ја мислам. Не е лош. Трговскиот убаво е. По тоа друго. Зашо пари да се трошат за непотребни работи? Нека дадат на сиромасите. Поарно да си поминат добро, него да се гради сам. Све што се гради убаво, меѓутоа моментот не е. После 50-60 години можда, ако постигнеме стандард, нека се прави уште повеќе. Јас тука работам, меѓутоа не функционира трговскиот, да ви кажам наискрено, зашто нема луѓето што да ги привлечи. Како да ги привлечи кога се е старо, одозгора паѓа даските паѓаат прописно на глава. Сега убаво е вака, ама тие што си прават, ќе си го направат своето. А инаку не бе убаво беше и паркот да си беше цел како што беше. Јас се мислам, ништо само се трошат, се крадат, ништо не прават. Што ми си спомениките, што се нери, кога народот гладува. Паниката кај граѓаните настана откако во почетокот на јули владата ги прогласи за објекти од посебен интерес и ја одзеде ингеренцијата на општина Центар за ГТЦ, за Македонската опера и балет и Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски заради изработка на планско-урбанистичка документација за нив. Со статусот објекти од посебен интерес, за овие објекти општината нема никакви ингеренции. Асоцијацијата на архитекти на Македонија реагираше дека тајмингот не е случајно одбран во време на летни одмори за полесно да се оствари замислата за барокизација на ГТЦ без поголем одек во јавноста.